Притисок секој ден ми е висок. Па со апчиња со шо друго. Сега апчиња не се живот на нас. Па скапи само, сега што да правиме? Ки се оделиш од душите, ки си купиш апчиња. Притисоци? Притисок и зуење на уши. Изгладите уши и толкова. Висок крвен притисок, зуење во уши, главоболки и малаксаност се дел од тегобите со кои деновиве се соочуваат штипјани поради наглите температурни промени. Дел од граѓаните велат дека веќе често пијат лекови, а излигувањето надвор го сведуваат на минимум и поголем дел од времето го поминуваат дома. Во овој период велат посебно внимаваат на исхраната. Јадат повеќе овошји и внесуваат поголемо количество вода. Почесто го мерат и крвниот притисок, а за секоја промена или влошување на состојбата се консултираат со своите матични лекари. Притисоци ки има мачнина, ки има повракање, се понешто. Осеќа се. Притисоци? Притисок и зуење на уши. Па повише овошје. Вода? И вода. Вода од 3 кг до 4 највише. Да, падне притисокот нагло. Со апчиња, со лекови. Апчиња, течности? Течности по. Јадам овошје. Овошје јадам. И така малку стабилизира се? Избегавам жешко. Ладна вода? Ладна вода, седно пијам, домашно. Немај се. 75 години, 76 почнав. Ни апче знам, ни знам болест, знам ништо. Немам га еле. Сега за сега тоа е. Искрена, што ми дое се јадам и што ми дое се пијам. Ракија, пиво, ама дома коса. Кога е претопло, штипјани најчесто остануваат дома, во климатизирани и проветрени простории, а прозорците ги отвораат уште рано наутро, пред да се кренат температурите. Повеќе вода, полесна храна и избегнување на сонце во најтоплиот дел од денот се дел од нивните секојдневни рутини во овој период од годината. Со ладно пиво. Со ладно пиво, мајце. Условна температура со обична вода. Не, со клима. Клима? А без клима, ака? А без клима е лошо. Лошо. Колку е добро, толку е лошо. Меѓутоа, во ово време не се. Па да ви кажам, кај мене дома е прилично добра градба, така да свежо е. Клима по ручек малку и тоа е тоа. Меѓутоа, на оваа температура не можеш да останеш без нешто да превземеш. Инаку лекарите советуваат при високите температури граѓаните, особено хронично болните и повозрасните лица, да остануваат во затворени и разладени простории и да избегнуваат директно изложување на сонце. Редовното мерење на крвниот притисок, внесувањето доволно течности и вниманието на секоја промена во здравствената состојба се особено важни, а при тегоби или влошување на состојбата, граѓаните да се консултираат со својот матичен лекар.